Петок 16 јануари, кратки вести во 12 часот. Од утре до понеделник ќе се одржува меѓународната научна конференција Охрид Водици 2026, која годинава тематски е фокусирана на идентитетот, културата на меморија, наследството, туризмот или безбедноста во дигиталната ера. На конференцијата ќе бидат презентирани 70 трудови од 90 учесници кои доаѓаат од 15 држави. Отворањето на конференцијата е утре од 11 часот во амфитеатарот на Универзитетот Свети Апостол Павле, а работните сесии ќе се одржуваат во спомен куќите на Робевци, Христо Узунов и Григор Прличев. Црвениот крст и годинава ќе се грижи за безбедноста на капачите и посетителите за Водици и денот на рибарите во Охрид. Во недела од 19 до 23 часот на пунктот помеѓу капетанија и ресторанот Чун, медицински тимови ќе вршат основни здравствени прегледи на оние кои се одлучиле да скокаат по крстот. Апелираат капачите да ја проверат здравствената состојба и да се информираат за ризиците и опасностите што постојат при капење во вода со температура од околу 8 степени. Во понеделник 5-дневни тимови на спасители на вода ќе бидат распоредени долж пристаништето и во Чамци, 3 нуркачки тимови како и 5 медицински тимови за укажување прва помош, помогнати со медицински тим на брзата помош со амбулантно возило. Вечерва од 20 часот во големиот амфитеатар на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле ќе биде прикажан филмот Начинот на Чипан, дело на режисерот Антонио Велјановски. Документарецот го доловува ликот и делото на Борис Чипан преку еден од првите модернистички објекти во Охрид, одморалиштето на феријалниот сојуз Младост. Филмот отвара нова перспектива за значењето на модернизмот како уште еден културен слој на градот Охрид, информираат организаторите. Влезот за сите посетители ќе биде слободен. Времето денес претежно сончево со умерена облачност, дува умерен ветер од променлив правец. Максималната температура во Охрид до 8 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.